Вечерашниот соговорник најавеше драматични промени во културата во 2024 пред да стапи на функцијата. Но денес, ако ги прашате дел од неговите соработници, ќе речат дека културната сцена никогаш не била во полоша состојба. Гостин во ова издание на Трилинг со министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Господин Љутков, освен како актер, што се прославивте, станавте медиумска звезда со 800 тужби поднесени против вас. Вака, прво морам да ве коригирам во делот на најавата, кој ќе кажете дека културата никогаш не била полоша. Тоа не е мој впечаток, тоа е на ваши колеги. Љутков ќе го надмине и најлошиот министер за култура што сме го имале, оцени вашиот колега Тони Михајловски. Не ви е понекогаш непријатно кога се почесто стигаат критики од ваши колеги? Многу добро знаат моите колеги дека совршено добро ја познавам состојбата каква е внатре. Многу добро знаат. И веројатно заради тоа сум еден од најнапаѓаните министри за култура, затоа што совршено добро ја познавам состојбата во институциите. Сметате дека ви завидуваат? И кога не да ми завидуваат, немаат потреба да ми завидуваат. И кога почнувате да правите реформи, кога почнувате да ги подобрувате работите, тогаш веројатно се појавува и проблемот кај неработниците. Ова не се однесува на Тони воопшто, бидејќи никогаш како човек, ниту како колега, нема да јавно да зборувам против некого. Најмалку пак сега како министер, а иначе во меѓувреме јас и Тони се слушнавме, разговаравме на многу теми и се објаснивме како стојат ситуациите во културата. Еве да појаснам, од Синдикатот на културата ве обвинуваат за системско непочитување на колективните договори, намалување на платите на културните работници за 3%, до целосно игнорирање на законските обврски од страна на Министерството за култура. И па точно тоа. Видете, голем дел од членовите на СКРМ, јас сум бил член на СКРМ, не се сложуваат со ова. Значи, ние не можеме сега на Facebook постови да реагираме. Некој си седнува и си пишува на секој 2-3 дена некаков пост. Како може јас да не ги почитувам законите? Зарем некој ќе помисли дека министерот за култура, кој што доаѓа од Фелата, кој што доаѓа од Драмски театар, кој што одлично ги познава состојбите, ќе оди против своите колеги? И тоа го зборувам постојано на моите колеги. Затоа што тоа што се случува сега во СКРМ, тоа не е фер, бидејќи тоа не е точно, тоа се шпекулации. И бидејќи многу често ги повикувам на состаноци, доаѓале и никогаш не сакале да разговараат на оваа тема, да ги подобриме условите. Никогаш, морам да објаснам, во ниту еден момент, како министер за култура и како човек и како актер, не сум застанал против колективниот договор за култура. Напротив, мислам дека е еден од најдобрите колективни договори во Македонија. Ако велите дека никогаш не одите против вашите колеги, и Синдикатот на културата се придружи на протестите на ССМ. Зошто во својство или во улога како актер не се појавивте на вчерашниот, односно на протестот на вашите колеги? Јас не знам зашто протестира, не ни видов кој бил, но не ни знам зашто протестирале од СКРМ. За повисоки плати? Ниски се платите? Не разбирам зашто протестира. Сметате дека се добро платени? Имаме одлични плати во култура. Навистина мислам дека се одлични платите во култура. Треба да бидат уште подобри. Треба да го отвориме колективниот договор. Треба да ги поправиме работите внатре. Поминале веќе 3 години од кога колективниот договор е истечен. Треба да препотпишеме нов колективен договор. Треба да разговараме за подобрување на условите, но од другата страна нема одговор на таа тема. 800 тужби. Добро. Дали имате во предвид дека половина од тие да бидат во корист на синдикатот? Знаете какви финансиски импликации тоа ќе има врз буџетот? А зошто мислите дека
дека половина од тие ќе бидат или нема да бидат. Еве ви кажав, досега има некаде околу 15 на 16 основниот суд што има донесено пресуди. Но тие се дадени на апелација, направени се без вештачење и се донесени ад хок. Еве сега апелација го тврди спротивното. Да оставиме да заврши процесот. Да не преудицираме. Јас не преудицирам ништо. Сум ја направил правилната пресметка во консултација со сите релевантни институции. Сме донеле како треба да изгледа пресметката на плата. На никого не му е намалена платата. И никогаш, пак ќе повторам, не сум направил нешто спротивно на колективниот договор што го имаме во култура. Овој проблем се влече од 23-та година, кој што е од општиот колективен договор. Добро. Па сега некој манипулира или вие или синдикатот. Па сега ќе оставиме судот ќе каже. Еве јас кажувам кој е мојот став. Никогаш, буквално никогаш, не сакам некој да помисли дека Зоран Љутков, сегашниот министар за култура и туризам, актер, ќе застане против своите колеги. Напротив, го најдовме решението. И никогаш повеќе нема да има проблем со платата. Но синдикатот тоа што го прави е сосема нешто поинако. Инаку и тие лично, кај мене во кабинет, имаат признато дека во 23-та година е направена сериозна грешка со пресметувањето на платите. Но бидејќи тогаш не се намалиле платите, не реагирале. А сега знаат дека ова е правилното, но бидејќи се намалиле, тужат. Така да оставиме судот. Се сомневате во политичка позадина? Апсолутно. Апсолутно. Кој тоа му работи зад грб на Љутков? Не знам, јас, како да ви кажам, не навлегувам, тоа е синдикат. Си плаќаат колегите чланарини, синдикатот ги застапува. Не се мешам јас, еве гледате, и не реагирам на нивните постови. Голем дел од колегите не се согласуваат за тоа. Еве гледате, и синдикатот во операта не се согласува со ставот синдикатот да поддржи еднострано некого. Мора да се гледаат секогаш двете работи. Мора да постои диалог. Јас сум отворен за диалог. И јас сум првиот кој што ги повикал синдикатите да дојдат кај мене на состанок. И неколку пати сме имале состаноци. И многу добро сме се разбрале. И кога се случи ова со платите, повторно ги викнав. Јас бев тој кој што ги викна на неколку состаноци. Но очигледно дека не можеме да најдеме диалог. Затоа сега оставам, доколку имаат потреба, да дојдат да разговараат на одредени теми. Мојот кабинет е секогаш отворен. Обојстката од оркестарот на МОП, Татјана Петрушевска, суспендирана од работа од генералниот директор. Дали критичката нитка на секого му пречи? Како вие го доживеавте? Ја оценувате оваа одлука на првиот човек на Македонското? Не знам дали го прочитавте ставот на оркестарот. Го прочитав. Значи треба се видат двете страни. Нашата работа е колективна работа, не е само индивидуална. Вие сте важен како индивидуалец во колективот, но на крај производот или резултатот го носиме сите заедно. Дали одлуката на директорот е исправна? Не знам каква одлука донел директорот, јас знам дека од работа. Не е суспендирана од работа. Еве гледате уште една дезинформација, не е суспендирана од работа. Дисциплинска постапка има отворена. дисциплинска постапка И кое што се уште не е завршена дисциплинската постапка, според тие информации што ги имам јас, иначе е суспендирана од проектот. Суспендирана од проектот за да може да заврши во и е намалена платата за 50%. Сега тоа ќе видиме што ќе одлучи дисциплинската комисија. Во истиот момент, каква ќе биде одлуката, тогаш јас ќе донесам одлука да испратам инспекција во институцијата. Преку македонската филмска индустрија и дострелите на младите режисери Котевска, Унковски, Цветановски предизвикуваат интерес во светот, но помалку е чудно
треба да направиме голем успех надвор од границите на државата, за државата да се сети за какви квалитети имаме. Например, во оваа студија беше и Котевска, и режисерот, и продуцентот на емисијата, на филмот, кои беа многу категорични. Почнавме без ич пари. Не можам да зборувам. Тој филм е добиен на конкурс 22 или 21 година, не знам. Но има една друга разлика. Дека агенцијата за филм сега веднаш го поддржа проектот, иако не бил поддржан од мислам дека 21 или 22, не знам кога е сниман точно, но е поддржан новиот филм на Тамара Котевска од кога дојдовме ние и кога стана новиот директор на агенцијата за филм. Но кога се виде успехот, кога го доби првиот успех Силјан, веднаш агенцијата за филм застана позади него за да му обезбеди подобра промоција. Така да голема е разликата. Во Куманово веќе трета година се реновира театарот. За разлика од убавото издание на Велешкиот театар, до кога ќе се спојат драмскиот и театарот за комедија? Да се спојат или да се градат? Едната варијанта беше да се градат, другата е да... Не, за спојување немало, никогаш не дошло збор за спојување на двете институции. Да ви кажам дека во 24 година затекнав тотална девастација во капиталните инвестиции. Значи, ниеден проект не беше продолжен да се работи. Или оние кои што се работеа со минимални средства. Струмичкиот театар беше раскинат договорот, потпишавме нов договор, повеќе годишна јавна набавка, веќе се работи, треба да биде готов за година и пол. Кумановскиот театар, секоја година се потпишувале договори по 3 до 4, по 50, по 100.000 евра. Кога ќе го завршите? Направивме нова јавна набавка, која што ќе биде клучна рака. Така да во наредниот период и тие треба да го завршат. Сите капитални инвестиции се направени на ова ниво, клучна рака до завршувањето. Така да мислам дека има огромен напредок. Зошто не знаеме да ги негуваме и да ги одржуваме институциите? Еве, Кино Милениум. Универзална сала после пожарот никако да почне да се реновира. И да не набројувам. Не знам, Кино Милениум е градска установа, таа е под градот Скопје, не е под Министерство за култура. Не сте се заинтересирале како министер? Да, сум се заинтересирал за сите, но јас имам 72 национални установи, имам и 150 објекти во кои што, еве, како што ги спомнавме, големиот дел се веќе во очајна состојба и мора да се интервенира на нив, а градот Скопје си гледа на своите градски установи. Следите тренинг гостин во емисијата Зоран Љутков, министер за култура и за туризам. Го прочитавте последниот ревизорски извештај како министер за туризам? Да. Не ве помалку плаши? Во кој дел? Па во делот дека има урбанистичко дивење. Аха. Услугите Конкретно за туризмот, да. сакате да кажете, добро, да. Урбанистичко дивење, услугите, дивоградбите, заеднички именител, хаос. Мораме да ги разграничиме работите. Што е централна власт, што е локална самоуправа. Значи, ова сега што го гледате, ништо од тоа не е во ингеренција на Министерството за култура и туризам. Вице-премиерот и министер за транспорт и врски. А и денеска пред да влезам во студио, прочитав дека ќе се стартува со уривање на дивоградби. Да, и веќе е избрана компанија за уривање на дивоградбите. Зошто тогаш е дозволено во заштитени подрачја во Охрид да се градат згради? Видете, кај нас цврсто имаме закони за заштита. Управата
за заштита на културно наследство, кога ќе увиди дека има бесправно се гради некаков објект или се нарушува неговата статика или се нарушува неговиот изглед таму каде што е заштитено, веднаш постапува. Што се однесува до нашето министерство, се е завршено. Ќе се уриваат градби кои што се со заштитено, кои што се водат на заштитено подрачје. Например во Охрид, Таму каде што има дивоградба. меѓутоа знаете ли дека во градот на УНЕСКО има изградено хотели, згради на заштитено подрачје? Ќе се уриваат тие? Не знам на кое заштитено подрачје се изградени. Не знам кој хотел е изграден на заштитено подрачје. Постојано пролонгирање на промените што треба да го заштити Охрид како град на УНЕСКО. Дали свесно ја подгреваме и она нитка на профитерство. Прво да се профитира, а потоа да се размислува дека сепак се направило штета на заштитени делови од градот. Пак ве прашувам, на кои заштитени места е направена таа штета? Знаете ли во Охрид каде има изградено хотел? Не знам, има многу хотели. Меѓу тие хотели, еден од тие хотели е изграден на заштитено подрачје. Не знам за кој Не хотел знае. не зборуват. Има неколку хотели, има и во Лагадин. Во Лагадин има изградено еден. Тој е на, да речеме, многу блиску до патот, но не знам дали е на заштитено подрачје. Сакам да ви кажам, има некои работи, треба да ги разграничиме што се под Министерство за животна средина, некои што се под Министерство за транспорт и врски, некои се под Министерство за култура и туризам, нешто е под локалната самоуправа. Затоа мора да ги разграничиме работите. Иначе, во Комисијата за УНЕСКО, исто така се застапени сите овие министерства и секое министерство има своји ингеренции во тој дел и во делот на законите. Затоа да разграничиме што е под локалната самоуправа, а што е под централната власт. Како доаѓате до констатација дека нас, како држава, ние загрозна македонскиот јазик и идентитет? Зошто некој да не го загрозува? Па вие тврдите. Јас? Да. Не знам, кажете ми каде сум го тврдел дека јазикот ни е. Па од позиција на опозиција, на пресконференција велевте дека претходната власт ги распродава националните интереси, дека не го заштитува македонскиот јазик и идентитет. Јас сум го кажал тоа на пресконференција. Не сум сигурен. Сметате дека Преспанскиот договор е добро решение? Видете, не може да биде нешто добро доколку ви е сменето името на земјата. Не може да биде нешто добро. Не може да биде нешто добро ако некој бара постојано да правите некакви отстапки. Не може да биде добро. Не може да биде добро ако постојано правите компромиси. Мора да застанеме заеднички и да кажеме овака веќе не може. Добро, ако вака веќе не може, како може? Па не знам, постојат институции, постоиме како влада, преговараме и стоиме на нашите ставови. Благодарам за издвоеното време. Да, благодарам на поканата. Зоран Љутков, министар за култура и за туризам. Не велам дека Европската Унија е смрт или живот. Но луѓето, особено владеачката елита, ако веќе нема намера да го прифати, да прифати европската рамка за преговарачка во која се состои барањето за внесување на бугарите во уставот, мислам дека е коректно некој тука има и одговорност на јавноста да и понуди концепт